Почитувани колеги, исто така и овој амандман е предлог на еден писмен допис кој што стигна до сите пратеници. Ова е од Македонската радиотелевизија, архивиран и официјално подпишан од директорот на таа институција. Внимателно го разгледав, имав и состанок со дел од менаџерскиот тим на оваа институција и ќе ве замолам внимателно да ме слушнете, бидејќи се работи за нешто кое што покрај Македонската радиотелевизија ја офаќа и Агенцијата за аудиовизуелни уметности и се работи за директно незавршување на сопствената задача на Министерот за информатичко општество. Ке ми дозволите да ви го прочитам во целост дописот за да сватите за што се работи. Имено има одредена законска обврска која што не се почитува и одредена законска обврска која треба да биде испочитувана во наредниот буџет, за која што ние како пратеници имаме можност сега да ја укомпонираме во буџетот, затоа што доколку не ја укомпонираме сега, едноставно ќе мора во наредниот ребаланс да влезе како обврска, бидејќи е обврска која што произлегува од почитување на законска норма. Вели, исто така е испратена до собранието, до членовите на Комисијата за финансирање и буџет, информација во врска со финансирањето на ЈРП Македонска радиотелевизија од средствата за финансирање на радиодифузната дејност. Со измените на Законот за ААВМ, Службен вестник на Република Македонија 132/17 и 248/18 од 1.10.2017 година, наплатата на радиодифузната такса беше укината, а радиодифузната дејност требаше да биде финансирана од реализираните вкупни приходи на ниво на државата во годината која претходи на фискалната година за која што се утврдува износот, и тоа 2019 година издвојувањето од буџетот ќе изнесува 0,8% и 2020 година издвојувањето од буџетот ќе изнесува 0,9%, почнувајќи од 2021 година ќе изнесува 1%. Овие, што значи дека и за оваа година 1% треба. Овие средства се распоредуваат на следен начин: 74,5% на Македонската радиотелевизија, 19,5% на НРД и 6% на Агенцијата за аудиовизуелни уметности. Меѓутоа, во изминатиот период од страна на државните институции оваа законска одредба не беше почитувана по однос на исплатата на законски пропишаните средства и МРТ добиваше пониски износи за чие пресметување и утврдување беше известувана откако ќе и се определеше годишниот буџет од страна на ресорните министерства. На неколкукратните барања од страна на МРТ за исплата на средствата во согласност со закон, на МРТ и беше доставено известување со број 08/11219/2 од 22.12.2021 година од Министерството за финансии дека согласно член 45 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, процентуалните износи со кои се определува висината на средствата од буџетот на Република Македонија ќе се реализираат само доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на буџетските средства и не влијаат врз средствата планирани на сите буџетски расходни ставки. Токму овој член од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е потенциран во извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2022 година во делот поглавје 23. Цитираме: и покрај барањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со кои се утврдува износот на јавното финансирање на јавниот радиодифузен сервис како процент од државниот буџет да 1% од 2021 година, вистинската стапка достигна само 0,59% во јули 2022 година поради употребата од органите на дискреционата овластување дадени со закон. Поради усогласување на домашната со европската легислатива, делот за финансирање на радиодифузна дејност утврден со Законот за ААВМУ повторно беше изменет во месец јули 2023 година и истиот стапи во сила од 28 јули 2023 година. Со оваа измена средствата за финансирање на радиодифузна дејност ЈРП МРТ ги планира обезбедува согласно членот 105 став 1 и став 2 кои гласат. Колеги, ве молам ова да го слушнеме внимателно. Став 1: средствата за финансирање на радиодифузната дејност за работењето и развојот на МРТ, јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од буџетот на Република Македонија во висина од 1% од реализираните даночни приходи
утврдени во последната донесена завршна сметка на буџетот на Република Македонија. Ние завршната сметка ја донесовме пред неколку дена и заклучно со таа завршна сметка 1% од тој буџет такви средства треба да и се обезбедат на македонската радиотелевизија. И став 2, средствата од ставот 1 се распоредуваат на следниот начин: 80% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и техничко-технолошки развој, 15% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и 5% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за кои што морам да нагласам, повторно имаме добиено ист ваков сличен допис. Тука е мошне значено да се напомене дека горе споменатиот член 45 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е избришан и дека во истиот закон не постои дискреционо право на органите за неисплаќање на законски утврдениот износ од денот на неговото влегување во сила. Во врска со цитираното законско решение, исто така значено е да се напомене дека владата и понатаму не го почитува истото и во текот на 2023 година наместо законските 1% за финансирање на радиодифузна дејност на ЈРП МРТ повторно и се префрлаат 0,6%, односно по 55,875 милиони денари месечно или пресметано во целата година 670,5 милиони денари. Финансискиот план на МРТ за 2023 година е планиран и утврден во согласно со Законот за ААВМУ, реализирани даночни приходи на ниво на држава, според кој ЈРП МРТ треба да добие 1 милијарда и 140 милиони денари. Но со оглед на фактот дека досега се исплатуваат само споменатите 55,8 милиони денари месечно, се јавува разликата на неисплатени средства во износ од 470 милиони денари. Ова подразбира дека доколку овие средства не се исплатат до крајот на годината, ЈРП МРТ деловната 2023 година ќе ја заврши со негативен финансиски резултат. Тоа значи дека луѓето од телевизијата и овие институции се надевале дека овие средства по основ на закон ќе легнат во нивните институции и нивното оперативно функционирање го планирале согласно законот. Сега со оглед дека овие средства нема да се префрлат, овие предпријатија ќе имаат негативен биланс. Преку барање за исплата на финансиски средства за горе наведеното информирани се Министерството за финансии, како и Министерството за информатичко општество и администрација како надлежно за финансирање на оваа дејност. Но во овој момент нема добиено одговор. Оваа тенденција на неисплатување на законски пропишаните средства за финансирање на радиодифузна дејност ќе продолжи и во 2024 година. Имено во предлог буџетот на Република Македонија за 2024 година во делот за финансирање на радиодифузна дејност, кои се предвидени по овој основ за сите три институции, изнесуваат 1,5 милијарди денари, од кои според законските 80% делот на МРТ е 924 милиони денари или 77 милиони денари на месечно ниво. Овој износ е за 260 милиони денари помало од законски утврдениот и не е во согласност со планираните средства со финансискиот план кој што е изработен согласно законот на ова. Имајќи го ова предвид и фактот дека од страна на владата по основ на финансирање на радиодифузна дејност веќе 7 години наназад на ЈРП МРТ и се префрлува далеку помал износ од законски пропишаниот и секако од реално потребниот за извршување на својата основна дејност од јавен интерес, производство и емитување на програма, не молат нас, ве молиме да се преземат сите мерки во ваша надлежност и да се утврдат утврдените средства со закон за 2023 година и да предложите соодветен амандман во буџетот на Република Македонија за 2024 година со цел МРТ во целост да го оствари своето право за финансирање на радиодифузна дејност согласно важечките законски одредби. Ви благодарам.